Искрено не се гледам себе си да живеам во Македонија. Може би во иднина, доколку се средат ситуациите, се средат системите, ќе размислам, но сега за сега дефинитивно се гледам надвор од земјава. Мислам дека нема друга генерација која помина низ сето тоа, и штрајкови, и дојави за бомби, пандемија и задоцнати почетоци, продолжени распусти. Не беше лошо генерално, но сепак постојат недостатоци и мислам дека за некоја држава да функционира како што треба да вложува во образованието. Имавме можност на некој начин ние како генерација да фатиме некои добри 6 месеци би рекол, да видиме како е усредно, баш кога бевме прва година прв пат дојдовме таму. И не знам, мене ми беше лично многу интересно дека да осознаат, да се договорат професорите на која платформа ќе се одвива тоа, како ќе се предаваат општо сите предмети. Им требаше време реално, не ми сметаше. Генерално беше ново, беше предизвикувачки, никој немаше искуство со сето тоа. На почетокот беше и забавно и така интересно, но потоа кога веќе продолжи цело константно да одиме ние онлайн, беше досадно, беше изморувачки, бидејќи фокусот не можевме да го задржиме на едно место, концентрацијата се намали. Едноставно не беше тоа на што сме навикнати и некако почна да станува монотонно. Кога веќе почнавме да учиме онлайн, дојдовме до предизвици кога некои од професорите се трудеа да го совладаме материјалот, се трудеа да објаснат, се трудеа да пронајдат нови решенија за кои може да им помогнат на учениците. А имаше и професори кои сепак страдаа со предизвици за да бидејќи не ги беа совладале дигиталните технологии. Па некогаш требаше трпение од нас да им објасниме, да им покажеме што како, па сето тоа се губеше време. Од основно, влегуваш усредно, возбуден си, нова средина, нови луѓе, на некој начин и нов начин на образованието доаѓа цел процес. Мене ми беше интересно и криво ми што не траеше подолго, што немав можност повеќе, бидејќи некако тие сите контакти, сите тие конекции, дружби по холови, по дворови, се тоа, се изгуби некако, се заташка, се заборави. Помина така и цела втора година и веќе кога не вратија во трета година училишните клупи, никој не беше истиот човек како што си го памтиш. Искрено, тоа со бомбите, целата ситуација, мене до ден денес не ми е јасна, бидејќи така малце некој поголем временски период траеше кој што очекувавме и мислам како некои школи беа повеќе мета на тоа по константно, по секојдневно. Сега за моето училиште ние бевме периодични. Зависеше како една недела ќе биде окей, следната само едната смена ќе има дојави, наредната недела и двете смени константно. Беше сосема непредвидливо и никогаш не знаеш на што си. Те тера да размислуваш и да на некој начин буди некој сомнеш кај нас, као дали овие институции навистина се спремни да преземат таа одговорност да не заштитат нас пред се како деца, а и како држава, останатиот дел од народот, бидејќи тоа се нели сепак институции и установи задолжени за тоа што нив име тоа веќе и работа секојдневно. Не ке беше лошо, барем еднаш, да дојдеше некој обучен или било што заложен и да ни даеше некој си план за евакуација или да ни представи како ние правилно треба да искочиме од објектот, нели училиштето каде што сме. Вратите да бидат достапни, а не
да тргнеш по еден ходник и да сватиш дека е заклучено, а звончето упорно звони, сега не знаеш дали има бомба и треба ти да кружиш низ се тоа за да искочиш само од еден влез. Другите две барања ни беа во врска со екстерниот испит, да биде првиот екстерен испит да биде идеален за сите факултети и исто така обемот на тестот да биде намален, тоа барање ни беше понудено како, да кажам, замена за барањето кое не беше прифатено да се подмести датумот на полагање и сметам дека сите 4 барања се во корист на матурантите и дека добро е тоа што успеавме да се избориме за на некој начин такво олеснување.